Во исконските напори на човекот за својот обстанок, наедно и напредок на човечкиот род, шумата представува еден од основните фактори за живот, влијаејќи при тоа врз биолошката рамнотежа во природата во која тој живеел и обстојувал, и тогаш кога ја нарушувал таа рамнотежа и кога ја осознавал нејзината голема корист и зависност како извор на благосостојби и единствена можност за обстанок. Шумата како сложен систем на шумски и друг растителен свет, животни и микроорганизми, геолошка подлога и почва, клима и конфигурација, представува всушност еколошки систем во кој секој член на многобројниот свет на живи суштества има определена улога и е во рамнотежа во однос со другите членови на оваа заедница. Во ни владее борба за живот на единките, а во вкупниот биланс владее хармонија и совршена рамнотежа. Човечкиот организам е во голема зависност од неговата животна околина и сите климатски појави околу него, а шумите со својата биолошка активност влијаат многу врста околина. Првото негово засолниште беа шумите, првата храна многобројните шумски плодови, крзната на шумските животни и првата облека и така натаму. Според научните сознанија, вредноста на шумите се состои пред се во незаменливите функции што тие ги вршат во заштитата и унапредувањето на природната, животна, човекова околина. Шумите го прочистуваат загадениот воздух. Утврдено е дека 1 хектар зимзелена шума годишно произведува 50 тони кислород. Наедно таа може да проголта 36 тони прав и други воздушни загадувачи, додека 1 хектар листопадна шума ќе прими и ќе задржи 56 тони прав и слично. Со научните испитувања е утврдено дека над индустриските населби се наоѓаат од 100.000 до 500.000 честици прав и чад во 1 кубен сантиметар воздух, додека во отворено, непошумен простор 5.000, а во шумите само 500 честици. Едно стебло, чија површина на лисијата изнесува 150 квадратни метри, за 100 години произведува кислород онолку колку што му е потребно на возрастен човек за време од 20 години. Шумите го подобруваат водниот режим. 95% ги задржува водите на врнежите. Се цени дека задржаната вода има 10-кратно поголема вредност отколку вредноста на дрвото. Исто така е утврдено дека зголемувањето на шумовитоста има влијание врз порастот на врнежите за 20% повеќе од општото количество. Спротивно на тоа, пресушувањето на многобројните бистри планински извори, што за жал е се почеста појава кај нас, е како резултат на сечата на големите шумски комплекси. Шумите се незаменлив регулатор на климатските екстреми, на топлотниот и влажниот режим на воздухот и воопшто ги подобрува климатските услови во микрореонот и на поширокото подрачје. Шумата ја ублажува бучавата, која на своевиден начин го загрозува нашето здравје, нервниот систем и дестабилизацијата на условните рефлекси. Шумски појас, широк 50 до 100 метри, ја намалува бучавата и до 50%. Поради тоа, шумите и зеленилото по должината на сообраќајниците и автопатите, во градовите и надвор од нив, представуваат и најевтина заштита од пресилната бучава. Шумите дејствуваат и антирадиоактивно. Зрачењето во шумата е за 5 пати помало отколку на отворен простор. Тие служат за психичка и физичка рекреација и одмор на работните луѓе, како и за нивно засолниште во општонародната одбрана. Вредноста на шумите изразено преку општо корисните функции, кои многу пати ја надминуваат вредноста на шумата како производител на дрвна маса, представува наше национално богатство.
Во историјата на човечкото општество, па и во развојот на секој народ, шумите имале големо честопати и пресудно значење. Од постоењето на човекот, шумите биле извор на непресушни добра. Историска вистина е дека материјалната култура на најмногу народи во светот, па и развитокот на нивната цивилизација, биле условени од постоењето на шумите и од тоа што шумите му давале на тој народ. И денес, поголем број економски јаки земји во светот, својот брз стопански развиток го постигнале во прв ред благодарение на богатството од шуми. Во светот скоро нема ни еден народ чиј напредок или назадување на материјалната култура, па и самиот опстанок, не биле во поголема или помала мера зависни од шумата. Борејќи се за опстанок, создавајќи материјални услови за подобар живот, човекот во сите краишта на светот неограничено и многу долго ја искористувал шумата, често до нејзиното наполно истребување. Така некогашните огромни простори под шуми во многу земји, во текот на вековите, полека и сигурно исчезнувале. Југославија се вбројува меѓу земјите во кои процесот на исчезнување на шуми во последните 200 години бил многу брз. Само од почетокот на овој век површината на шумите е намалена скоро на половина, па не е ни чудо што се наоѓаме на листата увозници на дрвна суровина. Шумскиот фонд има прилично неповолна структура, како по стопанска форма, така по очуваност и по состав на видовите на дрвја. Високите шуми како вистинска економска категорија представуваат само 29% во вкупниот фонд на шумите по површина, а 71% се нискостепени шуми од вегетативно потекло, во кои претежно се застапени деградираните шуми и шикарите. Видовиот состав на шумите во Македонија претежно е лисјарски, околу 95%, а 5% завземаат четинарските видови дрвја кои се во сушност и повредни економски видови. Дрвната маса изнесува околу 63 милиони кубика или околу 70 кубика по 1 хектар. Овие се податоци од попис извршен негде 61-та година. Меѓутоа, во овој период се настанати значајни промени како резултат на едно планско и посовремено стопанисување со шумите и поголема заштита на шумскиот фонд. Тука несомнено треба да се спомне и значајниот допринос за подобрување на шумскиот фонд со уништувањето на козите. Со растаретувањето на шумите од присуството на козата имаме значајни промени во шумите, во деградираните шуми и шикарите, така да во ова време е знатно зголемена дрвната маса за околу 18%. Голем дел на деградирани шуми и шикари, особено шикари, се прераснати веќе во нискостеплени шуми и вршат значајно голема заштита на земјишето од ерозија и порои. Воведено е целосно стопанисување со шумите со шумско-стопански основи, така да за 95% шумите се донесени шумско-стопански основи и практично во ниедна шума во Македонија не се стопанисува веќе, не се вршат никакви сечи онамо каде што нема шумско-стопански основи.
молитва. Затоа, на зачувувањето на почвата од ерозии не е посветено соодветно внимание. Штетите од ерозијата на стопанството на една земја може да бидат огромни и немерливи, зависно од степенот на активноста на ерозивните процеси на подрачјето. Се оценува дека од обработливите рицко-планински површини, пасишните површини, голините од територијата на Социјалистичка република Македонија, ерозијата одзема секоја година по 70 кубни метри почва од секој хектар или вкупно 84 милиони кубни метри плодна почва, или од неја годишно се губат 2 милиона и 700 илјади тони хумус и 160 илјади тони азот, што се драгоцена храна за растенијата. Поради овие загуби на хранливи материи од почвата, приносите на земјоделските култури од овие еродирани почви се многу помали од нормалните. Покрај овие штети, со наносите од овие порои, секоја година земјоделството во рамничарските реони не може да користи околу 12.000 хектари, што се засипуваат со чакал и песок, од што за подолго време се неплодни. Да кажеме и тоа дека само по сливот на реката Вардар, Републикава губи секоја година во Егејското море плодни честички од почвата, со кои може да се оформи стопанство од 1600 хектари, чиј почвен слој ќе изнесува 60 сантиметри, доволен да се одгледуваат сите земјоделски култури. Натаму пороите ги напаѓаат јавните патишта, мостовите, железнички пруги, населби, мелиорираните полиња и реки. Неодамнешните поплави направија непроценливи штети. Ова се водите на реката Вардар, излезени од своето корито. Скоро сите земји во светот, ерозијата на почвата ја сметаат како непријател број 1. Уважениот академик Синиша Станковиќ, познат биолог, укажува дека борбата против ерозијата е всушност борба за обезбедување на нашата родна грудка, дури и во фигуративна смисла, борба за одржување на нашата почва против опасноста што и се заканува од главниот непријател, од ерозијата, што ја уништува со голема брзина. Вакви и слични зборови се искажуваат на разни начини и собири на сите јазици во светот. Проблемот на ерозијата со целата своја острина може да се согледа кога се знае времето потребно за обнова на почвениот слој. Според американските стручњаци од оваа област, за природно обновување на почвениот слој, чија дебелина изнесува 25 см од долните подслоеви, потребни се 2200 години, и тоа под услов да не е повторно нападната од ерозија, или се потребни 100 години во природни услови да се обнови површински почвен слој со дебелина од само 1 см. Процесите на почвената ерозија што се одвиваат во разни региони во светот, со поголем или помал интензитет, покрај загубите на продуктивна почва, создаваат и непродуктивни површини, а предизвикуваат и загуби од корисна вода. Предизвикуваат суши и поплави во тие региони, создаваат сиромаштија. Од почвената ерозија не се поштедени земјите со стара култура, како и тие со понова. Постојат многу бројни податоци кои укажуваат дека историјата на инките, мајите и други се покриени со дебели слоеви од наносите на ерозијата, дека и Месопотамија, ветената земја, настрадала од ерозија. Така и Енгелс во своето дело Дијалектика на природата пишува: луѓето кои во Месопотамија, Грција, Малазија и во други места ги ископачиле шумите за да добијат обработлива плодна почва, не пречувствувале дека со тоа ги поставиле темелите на сегашните пустоши на тие земји. Нерационалното искористување на природните богатства на почвата и вегетацијата создаваат немерливи големи загуби во сите земји во светот, а со таквото дејствување човекот создава пустош. Каква ли му е судбината на ова убаво езеро, наполнето со бистрите води на Охридското езеро и Црниот Дрим? Незапирливо, тоа се полни со нанос,
што го довлекуваат водите од неговото голо сливно подрачје. Според мерењата што се вршат од страна на Заводот за водостопанство на Социјалистичка република Македонија, во повеќето наши големи акумулации се внесува 2,5 пати повеќе нанос од количината што е предвидена според проектот. А тоа значи дека и векот на траење на акумулацијата се намалува за 2,5 пати, или во акумулацијата Калиманци секоја година просечно се внесуваат по 597.000 кубни метри нанос. Тоа значи секоја година толку вода помалку или секоја година помалку се наводнуваат 120.000 хектари плодна почва. Ред примери може да се набројат за огромните загуби што ни ги нанесува ерозијата, односно незаштитените голи терени. Последниве години нашата заедница прави големи напори за освојување на голините, за да се заштитиме од ерозијата преку пошумување и други општествено-економски корисни мерки. Донесена е долгорочна програма за мелиорација на голините. Со оваа програма се оценува дека околу 13% од купните површини во Републиката представуваат голини, или негде околу 340.000 хектари. Се оценува да заклучно со 2000 година од оваа